Здруженијето на просветни работници ги прогласи учениците на генерацијата во основните и средни училишта во општините Куманово и Старо Нагоричане. Свеченоста се одржа во Занаечискиот дом, каде беа доделени награди и признанија на сите ученици, како поттик да продолжат да го напредуваат своето знаење и образование. Наша свечена обврска е да продолжиме со чекорење по тој мост и да го продолжиме нивното свето дело. Во нивна чест, денеска ги прогласуваме учениците на генерација од сите училишта. Не е мала работа во ова дигитално современие и виртуелна реалност да те прогласат за прв во генерацијата. Затоа ви посакуваме да продолжите по вашиот пат како и досега, автентично и одважно, да станете академски граѓани и вашиот квалитет да го вградите во идните проекти кои што ќе ја направат нашата држава подобро место за живење. Почитувајте се себе си, почитувајте ги другите, прифатете ја и почитувајте ја различноста. Негувајте исти визии и совживот и поубава иднина за сите нас. Општината ќе продолжи да ги мотивира најдобрите ученици да продолжат со успехот, истакнаа надлежните. Вештините со кои што секојдневно се стекнувате се нешто што за вас и сега и во иднина ќе значи најголемото оружје за освојување на нови полиња, стекнување на нови знаења, а токму знаењето е сила и тоа дава дополнителна самодоверба да се движите низ патот кој што ве очекува понатаму. Вие сте токму таа генерација на млади луѓе кои што треба да ја наследи оваа држава и да ја турка во низиниот прогрес понатаму. Заедно продолжете на тој пат, работете индивидуално, но секогаш организирајте се тимски, бидејќи тимската работа секогаш носи повисоки резултати. Образованието е непрекината алка помеѓу ученикот, наставникот и родителот. Учениците дават се од себе, вложуваат, учат, се трудат. Наставниците па барат најтешки тестови да се ги истестират своите ученици за да имат најдобри репрезенти на ниво на општина, па потоа на ниво на држава, а неретки се надпреварите и меѓународни и на светско ниво се истакнуваат кумановските ученици. Дел од учениците на генерацијата кажаа дека за успех покрај учењето потребно е и учество на државни и меѓународни надпревари, вклученост во проекти. Своето образование сакаа да го продолжат во Македонија. Јас сум Дарија од Магдалена Антова и после 9 години образование навистина ми е многу чест да го имам ова, но ако би дала совет на сите други, би ги препорачувала само да си одат по свое. Без разлика, не мора ова не значи толку колку што луѓето мислат. Важно е ние да си правиме оно што најмногу го сакаме и што ни значи. Но навистина и прекрасно е чувството да бидам избрана, но и посакувам среќа на сите други, на првенеците на генерацијата, и на сите останати, на сите, и на одличните, и на не толку добрите. Навистина на сите им посакувам многу среќа. Јас се викам Анастасија Лековска, доаѓам од Основното општинско училиште Христијан Карпош и чест ми е тука да го представам моето училиште како првенецна генерација. Таа титула значи многу за мене, бидејќи го одбележува на еден начин сиот мој труд за овие 4 години и сите мои успеси. Јас сум Мила Павловска и сум ученик на генерација од гимназија Гоце Делчев и многу ми е мило бидејќи ова втор пат ми се случува, бев и во основна и сега во средна, навистина многу ми е мило. Па јас ќе кажам дека моето средно образование е малку скратено по мене, бидејќи поминавме половина онлайн и тоа ми е жал. Би сакала повторно да се вратам и повторно да ги поминам 4 години, но во клуб, ако може. Јас сум Милена Арсовска, ученик од 9-то оделение од Основното општинско училиште Кочо Рацин и пресреќна сум што имам титулата ученик на генерација. За ова се трудам уште од прво оделение, тоа ми е најголемата инспирација. Јас сум Матео Митевски, ученик од Основно општинско училиште Браќа Милодиновци и ја имам титулата на ученик на генерација, се многу гордам со неа. Ова се трудам за оваа титула, бидејќи треба да се запостави социјалниот живот што го имаме надвор од училиштето и треба да учиме напорни ноќи и денови. Сакам да го представам нашиот град и да се трудам за името на нашиот град. Признанието ученик на генерација се доделува по повод 24 мај, ден на сесловенските просветители Кирил и Методи, во организација на Здруженијето на просветни работници и општина Куманово преку секторот за образование.